Почитувани, како и во скоро цела Република Македонија, така и Преспа ја зафати пандемијата на градоначалници неработници. Ресени ресенчани го живеат 20-тиот век. Во 2021 година, во сред ресен, се уште има азбестни водоводни цевки. Загрозено е здравјето на ресенчани, а градоначалникот абер нема. ВМРО ДПМН започна и смени поголем дел од азбестната водоводна линија, а Живко Говчаревски не може да ја дозаврши работата и водоводната мрежа да ја стави во функција. Ресен нема водоводна мрежа како што доликува, а селата немаат ниту канализација. Говчаревски вети и не оствари водовод и канализација во Стење, во Долно Дупени, во Грнчари, Подмочани и многу други места. И тоа малку што е сработено се проектите наследени од претходната власт. Има и уште многу за кои не сте ни дораснати, ниту да ги започнете. Нема нови водоводи, нема нови канализациони системи, нема нови асфалтирани улици, а ги нема ниту ветените колектори. Говчаревски ја запусти општината. Туристичката понуда во Преспа е целосно пропадната. Не знаат ниту да ги одржуваат и стопанисуваат плажите, а не пак да очекуваме инвестиции во нови објекти во туризмот. Да не зборуваме за нешто повеќе. Говчаревски и СДСМ го тонат ресен. Исто како што ја снемува водата во Преспанското езеро. СДСМ е власт и на централно и на локално ниво, а ништо не е превземено за спас на Преспанското езеро. Не знаат ниту средствата од републичкиот буџет да ги искористат. Наместо да исперете 80 милиони денари, направете нови канализациони системи, водоводи и слично. Ресен и ресенчани кубурат, едва и врзуваат крај со крај. Заев лично ветуваше обезбеден откуп на јаболката, а 4 години јаболката наместо на пазар завршуваат во езерото, на буништа и заорани во нивите. Каде е загарантираната откупна цена? Каде се новите ладилници? Каде се откупувачите да се тепаат кој ќе го откупи преспанското јаболко? Со ресен се случува вистинска трагедија. Промените се неопходни и неизбежни. Преспа ги преспа овие 4 години ваше владење.